Добро утро, Mirmanjes. Good morning. Respected Anita Richter, Your Excellencies, Ambassador Holman and Ambassador Woodsas, Your Excellencies, почитувани присутни. Ви благодарам што денес сте тука за да ги слушнеме увидите од студијата за миграција на трудот на Западен Балкан. Мапирање на шеми, решавање предизвици и искористување на бенефитите, како и што ќе имаме можност да дискутираме за истите. Извештаите како овој ни помагаат нам, креаторите на политиките, да создаваме квалитетни политики, а овој пат целта се младите и политиките околу младите. Собранието ја усвои новата резолуција на миграцијски политики и акцијскиот план за 2021-2021 за државата во декември 2021 година. Спроведовме реформа за дуалното образование со цел да обезбедиме поголема флексибилност и одговорни стручни училишта кои ќе одговорат на потребите на работодавачите и пазарот на трудот. Атрактивноста на стручните училишта и обука е подобрена од година во година, што се гледа во зголемениот број на ученици во стручното образование. Истовремено, владата, потекнувајќи го инвестирањето во иновативни и стартап компании, обезбедува можност за младите луѓе во државата, а со тоа се надеваме ќе намалиме економската миграција. Се обидуваме да создадеме стабилна економска средина, добри економски политики, што може да ни помогнат во градењето на атрактивна и предвидлива деловна средина. Но дали ова доволно? Велам не. А тоа го покажува и денешниот извештај кој ќе го добиеме како преглед. Скоро секогаш кога зборуваме за миграција, ја слушаме и кажуваме реченицата да ги задржиме младите дома. Верувам дека секој во оваа просторија кој е родител или некогаш бил млад, знае дека да ги задржиш било каде не е никогаш опција. Затоа сметам дека младите не треба да ги задржуваме, туку да им дадеме крила, да создадеме можности што ќе им овозможат да го достигнат својот целосен потенцијал во сопствената земја. Но во исто време ќе ги направи доволно конкурентни за светот. Она што мора да го направиме е да не ги избегнуваме нашите проблеми, туку да се фокусираме на нив и да зборуваме отворено и најважно во диалогот да ги вклучиме и младите. Тоа е она што оваа генерација го бара од нас. Импресиониран сум од нивната сила, навистина, честност и храброст, да кажат на глас се што веќе не им користи или со што не се задоволни, но уште повеќе да кажат она што они го сакаат. Горд сум навистина денеска што можам да кажам дека почнавме да ја креираме националната развојна стратегија која е долгорочна визија за 20 години одржлив развој и раст на нашата земја и во процесот на незиното развивање го правиме токму тоа. Ги вклучуваме сите, се обидуваме да го направиме процесот најинклузивен колку што е возможно, особено за младите луѓе. Посакувам кога бев млад, некој да ми кажеше во која земја ќе живеам, работам и ќе обезбедувам живот во 20 години што беа пред мене. Се надевам дека заедно со младите сега ќе успееме да ја создадеме оваа визија. Но не само тоа. Се надевам и дека заедно ќе можеме да ја креираме таа иднина. Дозволете ми да заклучам со ова. Ние земјите од Западен Балкан го споделуваме истото минато, а истото важи и за нашата иднина. Треба преку взаемна соработка да ги зголемиме нашите предности и да ги искористиме како конкурентска предност за регионот. И сето тоа додека чекориме право кон Европската унија. Со ова ќе се осигураме дека нашите граѓани, особено младите, ќе гледаат јасна визија и иднина, а со ова јаснотија ќе можат полесно да ги идентификуваат нивните амбиции и животот што очекуваат да го живеат во нашите држави, во нашиот регион. И тоа е она што го правиме и треба да го правиме. Онако што работиме, бидејќи тоа е
иднината што ја сакаме. Благодарам.